Со писокот на зурлите и ударот на тапаните, пред илјадници посетители во Мијачијата се одржа галичката свадба. Годинава два пара го кажаа судбоносното да. Се изведоа сите традиционални обичаи. Патот до Галичник е долг, но за Петровден голем број туристи го поминуваат само да бидат дел од свадбарските случувања. За мене представуваат една голема традиција која се одржуваат и ќе се одржуваат, пошто сум галичанец, автохтон, овде роден, овде растен, татко галичанец, мајка галичанка. И баш ми е мило што на сите ми интересна оваа традиција, доаѓаат гости од цела Македонија, бивша Југославија, странство и така. Еден убав доживеј што се негуваат со години ќе се негуваат. Чувството е многу убаво, радосно. Вчера бевме во куќата, си ги направивме обичаите сите, со Борина, со све што треба. Денеска тука, па после ќе слеземе невестата е во куќата кај нас доле. Знам порано, кон галичката свадба со нас со почит, од буквално било рамно со верски заповеди. И секој потез сака да биде како што треба. И тогаш не се прави една свадба, свадби. Па имало години кога и по 30 свадби. Се замислите, 3 тапанчи, 3 зурлаши. Пута 30 тоа, буквално бистра се тресело. И кај да поеш во кој двор, во која куќа, као шведски стол било се поставено, по 2-3 дена траела свадбата. По 2-3 дена. Така да, ако направам пропуск на 2 години, после со душа чекам. И затоа галичани каде да биле ни светот, за Петровден доаѓале да чуат оваа музика. Ова доживување еднаш се доживува и не може секому да му се случи, затоа сме радосни. Еве со Маргарита ви кажака. Што најмногу ви се допадна? Што ми се допадна? Најмногу се, комплетно целиот обичај, сум го гледал на интернет, меѓутоа ова во живо е нешто неповторливо, мислам, да. Тоа е, му посакувам секому што ќе се венчава и што ќе прави свадба да го искуси, да го проба ова. Это очень большая чест. Многу ви благодарам, се ни се допадна и многу ја сакам Македонија. Особено, јас ќе додадам, особено им се допадна народната носија. Се поканија мртвите, кумот го забричи зетот, а потоа се тргна и по невестата. И двете подготвени ги чекаа сватовите, за да го видат младоженецот низ прстен. Низ прстен те гледам, во срце да ти влезам. Откако се натовари чеизот на конј, се тргна кон куќата на зетот. Следеше венчавањето. Целиот момент, буквално можам да ви кажам дека не понесе, се уште сум под импресии. Она што го очекувавме е едно тоа што го доживувате тука во Галичник и самиот чин на венчавањето во оваа прубава црква е чувство само за себе, што нека биде покана до година, нека има уште повеќе, ние да ги подготвуваме и не само две, како што кажавме, нека има 3, 4, се повеќе и повеќе свадби. Возбудата беше на самиот чин. Имавме проби, имавме подготовки, но сепак ова што се доживеа денес, благодарно што толку имаше масовна посетеност. Не памтам толку да имало посетители Галичник за свадба како сега. Прв пат два пара се венчаваат. Сакаме што повеќе парови да се венчаваат во иднина, што повеќе да се множат, да имаат многу дечиња, да не се наголемува наталитетот и нацијата. Ги поканувам сите кои што имаат желба да прават галичка свадба, да почнат веќе со подготовки, да аплицираат. Бидејќи ова само тука се доживува во Галичник. Се вративме во минатото за кратко, како пред неколку века, како што биле свадбите, тие традиции повторно ги испочитувавме. Прекрасно е. Многу е емотивно, многу е силно, поради тоа што сум израсната со овие адати и ми било желба да правам галичка свадба, така што има многу силни емоции измешани, ама сите се убави. Галичкиот зет, па јас се уште впечатоците не ми се комплетни, се уште сум збунет, али сепак е ова едно изворедно нешто. Некогаш во Галичник за Петровден се одржували и по 50 на свадби во еден ден. Денеска ова е воодушевувачка туристичка атракција, која галичани знаат да ја негуваат. Тука пред Упија со невестинското оро и со дарување со пари на зурлите и нивното испраќање завршија свадбените адети. Заврши галичката свадба.